овче поле, ке свет не носи, помина низини мирно. Еве сме по вестите назад во студио и следува разговорот со нашите денешни гости. Во наредните минути ќе поразговараме на тема од областа на музиката. Сите знаеме дека класичната музика добро влијае за смирување на нашите мисли и се останато. Па нешто повеќе за овој вид на музика и секако представувањето на градскиот мандолински оркестар Свети Николај ќе се запознаете токму во наредните 40 на минути. Во нашата студио токму го имаме господин Кирил Трајков, кој што е диригент во оркестарот, госпоѓа Слагјана Маџова и господин Јанко Вукадинов, свирачи на инструментот мандолина. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата утринска емисија Утрински зрак. Како се осеќате? Пријатно. Господине Кирил, јас ќе го започнам разговорот токму од вас. Најпрво би започнала со вас од кога постои мандолинскиот оркестар Свети Николај. Ево да ги запознаеме малце гледачите. Па баш под името Свети Николај, оркестарот постои од 2004 година. Имав една промоција на книга моја за мандолински оркестар, 10 суити, и 35 години работа со оркестарот. И решив да биде тоа крај со мојата работа, бидејќи неколку генерации веќе минаа преку мои раци, преку оркестарот. Меѓутоа се случи еден преседан после настапот, после промоцијата на книгата. Имаше оркестри од Битола и од Берово и тогашниот мој оркестар, во кој не учествуваа ни Слагјана, ни Јанко, како постари членови, они беа поминати. И на коктелот се сеќавам тамо еден ресторант. Собрале се неколку од нив постари членови кои више не свират и одлучија и ме замолија да не се откажувам, туку да продолжиме со оркестар кој ќе биде составен од повеќе генерации членови. И така започна под тоа име оркестар, мандолински оркестар Свети Николај од Свети Николај. Така. Колку членови брои вашиот оркестар? Па тој ако го именуваме како Од сега па сте до ден. како ново формиран оркестар од 2004 па негде околу 30 члена, 30 и нешто. Сега моментално сме негде 20 и неколку члена, бидејќи имаме и млади членови кои така полека се вклопуваат во нашата музика, во нашето музицирање. Господине Кирил, вие сте пензиониран наставник по музичко, па и понатаму музиката е дел од вашиот живот. Од каде црпите енергијата за секојдневно да се занимавате со звуците на овие жичени инструменти? Во една пригода, кога издавав книгата, штета што не донесов тука една книга, бидејќи не бевме спремни на тоа. Во една пригода, во сон, баш Свети Николај ми вика вака. Насловот на книгата ќе ти биде Мандолино, љубов моја. Кога ги чуеш моите звуци, ќе продолжиш пак да работиш и да свириш. Би ве прашала, еве, зошто се одлучивте да бидете диригент токму на мандолински оркестар? Ево зашто. Во далечната 68 година од претходниот век, бидејќи сум јас штипјанец, не сум од Свети Николај, а дојдов во 73-та Свети Николај, во пионерскиот дом во Штип, почнав да работам, и еден мој стар наставник вика, еве, Кире, мандолините од школата, ќе ги несем во пионерски дом, и така нема тука оркестар, и ти ќе формираш там оркестар. Значи, 68 година е мојот прв мандолински оркестар. Инако сум ја по професија трубач и клавирист. Али полека љубовта ми
се префрли во овој оркестар и еве до ден денес не можам, иако некој си викам, доста беше, али нешто под нивни притисок, нешто љубовта моја никогаш нема да згасне за овој оркестар, за ово музицирање. Така, има ли разлика, споменавте пред малку дека свирите на повеќе инструменти, има ли меѓуsobna разлика од свирењето на овие инструменти кои што ги Па радите? секако ово е, видите, жичени инструменти. Така. Нормално и пианиното има жици, преку жици се свири, али со помош на дирки. Додека овде се свири директно со прсти на жиците, со трзалица и се добива еден многу пријатен звук кој не може човек да го прима така ладнокрвно, него сака секој да ја слуша мандолината. Така. Во нашето студио се и свирачите на мандолина, господја Слагјана и господин Јанко, да раскажете на нешто повеќе за вашата музичка кариера. Како започна приказната со свирењето баш мандолина? Добро утро уште еднаш и од мене. Мандолината како инструмент прв пат ја сретнав како ученичка во основно училиште во Свети Николе, сепак под диригентската палка на и сегашниот наш диригент, маестро Кирил Трајковски. Јас бев вонреден студент и ученик во тоа оркестарско настапување, бидејќи бев многу мала за да влезам во групата на инструменталисти. Ме примија и од тогаш наваму со љубов кон мандолината. А како што спомна наставникот, од 2004 редовен член во оркестарот и на моје лично задоволство се уште музицирам и создавам љубов кон музиката. Така. Вие, господин Јанко, што ќе кажете? Па и ја уште од основна школа свирев во оркестарот, но пошто средна школа учев во Скопје, не може повеќе да свирам и од 2004 година како одлучивме да го формираме оркестарот, тогаш сум станен член. Така. Сега кажете ни каде се има настапувано вашиот оркестар во земјава, но и надвор од неа. Ја ви издвоите неколку поважни настани, кои што би ги кажали. Оркестарот постои долго време, повеќе од 10 години, со редовни проби по 2 пати најмалку во текот на неделата, бидејќи инструментот самиот по себе бара да има континуитет во работењето. Настапите се нешто што мора да постои за да може да имаме цел на своето трудење или работа. Сме настапувале низ земјата на многу места, на различни повици, на различни културни настани. Најмногу може би во Свети Николе, како дел од културното лето кое што неколку години назад постои. Меѓутоа имаме настапувано и овде во Велес, на една убава покана, како гости на еден патронен празник, на едно училиште. Сме настапувале и во Охрид, и во Битола, имаме настапи и во Скопје и сега се стремиме да го прошириме тој дел. Имате ли некаде надвор од границите на Македонија настапувано? Нормално, како во земјата, така и надвор од неа, на можностите на оркестарот. Најмногу и најимпресионирани сме можеби од посетата со веќе збртимените оркестри во Бугарија, во градот Пазарџик, но тоа не беше прв настап надвор од Македонија. За прв пат бевме во Имоцки, настапувавме како оркестар на еден меѓународен фестивал, каде што бевме и наградени, ако не се лажам, маестро, со 3-та награда за најдобра нова композиција, најдобра композиција која беше од диригентот наш Кирил Трајковски, Доне Мамино, ако не сум заборавила. Во Хрватска сме настапувале и во Змијавци, настап имавме и во Србија, но најчесто еве последните неколку години сме во Бугарија. Има ли разлика од настап на домашна публика и странска публика? Кој е чувството? Разлика како инструменталисти јас не би рекол дека има, значи трудот е ист, меѓутоа чувствата кои што ги добивате надвор од земјава се можеби на многу повисоко ниво, каде што 7-осменскиот так ќе ви го аплаудираат во странство, како нешто автентично на Македонија и на македонската музика. Чувството на патриотизам е многу поголемо, а среќата и радоста дека вие сте го представиле тој дел од музиката и од историјата и културното наследство на Македонија е на највисоко ниво, можам да речам, барем за мене.
Верувам дека имате освоено многу награди, пред малку и кажавте неколку. Ве кажете ни плюс уште некој што би ги издвоила како најдраги што ви се. Награди, може би сите наши настапи немаат аспект на надпреварувачки карактер, бидејќи такви се фестивалите на кои сме учествувале. Но секаде сме се здобиле со високи признанија, редовни покани за идните настапи и настани, мноштво можности за проширување на настапите, па и во Словенија и во Италија имавме можност да одиме. Финансиите се оние кои што не држат сепак во кругот на нашата држава и во рамките на границата. Но ќе кажам дека благодарниците и статуетките кои сме ги добиле во Бугарија се од посебно задоволство. Може би најдобрата награда и најдоброто признание е кога ќе ве признаат дома. Тоа е може би најтешко од аспект на културните настани и настапи. Па ние се здобивме со плакетка 14 септемвриска награда годинава, која што помина, значи 2015-та. Бевме наградени како оркестар кој што ја одржува културата во град Свети Николе. Така. Познато е дека имате меѓународна соработка со соработка со меѓународниот славијански универзитет, бидејќи учествувале на скоро сите нивни настапи. Како се одвиваш, каква ви е соработката до ден денес? Соработката е на одлично ниво, уште од самиот почеток, иако немаме официјален меморандум на соработка. Директорот, деканот на факултетот, јас ќе го спомнам господинот Јордан Ѓорчев, на широко отворени врати и понудена поддршка и помош за оркестарот, е несебичен, редовен покровител и спонзор на нашиот оркестар. Заради таа цел ние редовно возвраќаме со нашите настапи и нашето учество на различни културни настани кои што тие ги организираат. Така. Господине Кирил, вие сте диригент, но и композитор. Од каде ја црпите инспирацијата? Бидејќи не е лесно да бидете и композитор и диригент. Да кажам, секако најголем број од моите композиции се инспирирани од нашиот фолклор. Етномузиката е најинтересна не само кај нашата публика, и надвор од неа. Инаку, најдобрите композиции се свиреа во времето од 69 година до 2000, додека траеше фестивалот за мандолински оркестри во Прилеп. Стално учествувавме тука и со младински, и со пионерски оркестар и никош не сме биле испод второ место, или прво или второ од многу оркестри из Македонија. И 78 година, како први, бевме на државно првенство тоа време југословенско во Осијек и во пионерската конкуренција и таму го освоиме првото место. Тоа ми е една од најдобрите и најпријатни награди што сум ги добил со оркестрот. Инаку пишувам и аранжмани од забавен карактер, од класика. Така да во нашиот репертоар имаме шаренолик програм. Ако има потреба од класика свирим. Ако има потреба, еве се кјавам се тука во Велес, има потреба нешто од забавен дел повеќе и наставивме со едни убави забавни композиции овде во интернатот ваш, како гости. Така. Вие како композитор и диригент имате навистина голема одговорност. Колку сте задоволни од меѓусебната соработка со членовите во оркестарот? Преди се јас внимавам кога ќе пишувам нешто да знам дека ќе го отсвири тоа мојот оркестар. За жал, може би, така ќе се изразам, има повеќе оркестри из Македонија кои не можат да го отсвират тоа што сум го напишал. Дори кога ќе ги чуат композициите со мојот оркестар, кажат, па не били вие тешки, дајќи можеме и ние да работиме нешто на нив. Така има интересни моменти. А една од композициите, се извинувам, која е веќе пренесена и надвор од нашата граница, се свири повеќе во повеќе земји, се вика За мојот град. Суита во 2 става, За мојот град. Тоа се 3 теми, композиции од стари штипски песни,
Меѓутоа и наваму има овче полка, има стружанка, има малешевка. Така од сите краеви на нашата земја земам тема од некоја песна и ја проработам во три Токму става. таму е инспирацијата, верувам. И во еден случај едни наши пријатели, што Слајген сакаше да каже од Бугарија, изразија желба да ја напишеме на суита од нивна стара, многу стара песна. И ми испратија, викам, дајте ми само ноти да ја чујам песната, да ја видам. Песната се викаше Дилмано Дилберо, кажи ми как се сади пиперо. Една стара, интересна песна. И многу тежок ритм имаше, ја мораше прво на оркестрантите да ги тоа отпеа убаво, да го примат ритмо. И композицијата траеше негде околу 16 до 17 минути, 3 става. Си казвам во Пазарджик пред публиката, викам, ова е композиција поклонета за вас, наменета за вас, од нас, викам, оркестарот. И после освирувањето на композицијата, цела публика повеќе од 5 минути аплодираше. А нивниот кмет, градоначалниците што се наши, стана на сцената и со овие зборови. Овој оркестар веќе не го каниме, бидејќи он има таму фестивал. Овој оркестар веќе не го каниме, они се за винаги канети. Така. Така интересно моменти. Покрај свиречи има ли вашиот оркестар вокални солисти? Да. Од секојаш сме имале вокални солисти, али најистакнати се двајца. Едниот е веќе абсолвент на Лјубљанската академија за соло пеење, е многу успешен. Баш некој ја настапуваше. И една девојка која многу пеат во две често пати сами пеат. Имаме и инструменти вметнато Така, како да. соло инструменти. Така. Кои инструменти се застапени во оркестарот? Токму тоа сакав да ве Па, прашам. оркестарот неслучајно се нарекува мандолински оркестар. Меѓутоа, не се само мандолините таму застапени. Преди се мандолините, повеќе, но има мандоли. Тоа е инструмент многу сличен на мандолината, нешто поголем, звучи за една октава подлабоко, нешто слично виолина со виола, што е. Па имаме тука гитари, кои ритмички го придржуваат оркестарот и контрабас. Тоа се е у дадени моменти некои ударни инструменти, као триангл, нешто такво употребуваме, али претежно и најважни се овие виолин, мандолина, мандола, гитара и контрабас. Друго што би сакала да ве прашам е дали сите членови во оркестарот имаат соодветно музичко образование за она што го работат? Или се некои аматери кои што вие сте ги научиле да Па свират? претежно се они аматери. Така. Претежно се аматери. Значи сето ова не бара соодветно образование за Не. некој да научи некој инструмент Али да го за свири. тоа па се почнати од малечки, од Така. трето, четврто одделение. Кај мене се сите поминати работели со инструментот. Дори сега како возрастни, они ги подучават малите членови, младите членови да помагат му на оркестарот за да добиеме бројчено поголем број, за да ако некој од оркестрантите по случаеви своји се откаже од оркестарот, Така. да може да влезат нови деца. Значи, имам од време на време некои професионалци во оркестрот. Тоа моментално имаме двајца академици кои доста ми помагат, доста работат. Значи, претежно се аматери кои овде има и работници, и доктори, и инженери, и учители. Од сите бранши, така речи. Така. Колку време ви е потребно за да се спремите за некој настап? Ќе ве прашам вас, вие што свирите. Поточно. Па зависи од за колку композиции се барат, Така. колку Значи тоа е битно, бројката на композициите. зависи од тежината на композициите. Колку пати неделно вежбате? Сета оваа работа бара стварно на вистина вежбање. Бара посветеност, труд, редовност. Вие покрај работните и приватните работи сепак наоѓате време за оркестарот. Така. Како добро хоби,
Така. големи ентузијасти со желба да се биде дел од музиката. Како што кажа наставникот, од неговите раци се излезени многу музичари со веќе нели комплетна академија. Некои од нив професори, едни од нив се дел од оркестарот. Ние не сме професионални музичари, меѓутоа на негово излагање можеби врвни мандолинисти, ако така смеам да кажам, Да. наставниче. И описменети сите. Описменети. Не се свира на памет. Сите се описменети. Така. Тоа е многу важно. Пред нас е летото и добро знаеме дека во месец јули во Свети Николе се одржува Свети Николско културно лето, а вие секоја година сте учесник во овој настан, па еве може да ни откриете со што ќе се представите оваа година. Па прески што кажа Јанко, ја само ќе го надополнам тоа. Во нашиот репертуар моментално има негде околу 80 до 100 композиции спремни секој време. Само ни треба да ги извадиме од фиоката, нотите, да ги поставиме и со неколку проби да се подсетиме каде има каков вид потреба да музицираме. Ние го спремаме тоа, да не речем повеќе, али за 3-4 проби тоа е веќе спремно. Па макар дека биде цел концерт. И на самиот крај, освен спремањето на овој културен настан во вашиот град, какви ангажмани во моментов има градскиот мандолински оркестар Свети Николај? Одговараме на најразлични повици Така. за настап од различен карактер, меѓутоа она на што сме моментално посветени е да се задржи меѓународната соработка со оркестрите во Бугарија. Заради тоа одлучивме како самостојно градско мандолинско друштво да ги повикаме нашите пријатели од Бугарија. Се надевам дека ќе успееме да ги организираме. Тоа се оркестрите од Пазарџик, оркестарот од Сандански и од Петрич како градови. Сите со своите мандолински оркестри да присуствуваат на еден меѓународен настан, кој што ќе биде повторно во збогатување на културата во Македонија и изложување на нашиот труд, нашите редовни проби. Настанот најверојатно ќе се одржи во Дојран. Така сме намисла, бидејќи Свети Николе моментално нема можност за сместување, капацитетни можности немаме. Меѓутоа во Дојран и настапи, дали само во Дојран или во околните градови, ќе видиме понатаму, но тоа ќе се случи како еден подобар настан кој што би било оваа лето. Така, еве за крај да им кажеме на помладата популација како да ја сакаат повеќе класичната музика. Затоа што сите се свртени кон она актуелна музика што е. Како повеќе да ја засакаат оваа музика? Па и да ги свират овие инструменти. Ја од мој лично видување би рекол дека старата народна музика останува evergreen за секогаш. Да. Народната песна. А овие нови компоновани се пролазни, има го на фестивалот, утре нема и така. За разлика од тоа, класичната музика е секојаш присутна. И од старите мајстори, да не набројувам сега, тоа сите ги знаете, и од новите автори кои создаваат убава класична музика. Значи, младите треба повеќе да го пратат трендот на класичната музика, додека народната музика секојаш е присутна и во домовите, и на телевизија, и на радио. Јас ви благодарам за вашето гостување. Се надевам дека повторно ќе бидете дел од оваа утринска емисија и ви посакувам уште многу успеси понатаму. Благодариме на поканата. Благодариме на поканата. Почитувани гледачи, заврши разговорот со нашите денешни гости.